Добри дојде во студио за Јадранка Кустова, главен и одговорен уредник на Фокус. Добро ве најдов. Синоќа беше доделена од страна на ЗНМ награда за животно дело на Никола Младенов, поранишниот собственик на Фокус. На Томислав Кежаровски исто така за истражувачко новинарство. Како го разбирате доделувањето на овие награди, еден загинат новинар и еден новинар во притвор? Па тоа е, да речам, тажната слика за медиумските слободи во Македонија. Кога добитниците се еден новинар во притвор и еден кој загинал под, за мене, сомнителни околности, бидејќи она што беше како предистрага не даде одговор на клучните прашања и сомнежи, тоа најдобре отсликува реалноста во која ние работиме како новинари. Но ние како новинари, кои новинарството го разбираме да се биде критички кон оној кој поседува моќта, а тоа е власта. Во овакви недовршени демократии и транзицијски држави, кога победникот на едни избори контролира се, тогаш главната мисија на новинарите и на медиумите треба да биде обид нели да се контролираат тие што имаат моќта. Но за жал ние на тој план одиме се подолу и доделувањето каде што наградите ги примаа сопругите на Кежаровски и на покојниот Младенов е вистинската слика за она што не се случува на планот на медиумските слободи. Околу подоцна ќе говориме и за медиумскиот амбиент и генерално слободата на медиумите во Македонија, рангиране за која власта сака да спинува дека е непостоечки проблем, дека ваква слобода никогаш немало, па вие се прашувате кој е овде луд, кој е збунат. Да, пред 8 години беше на 34-то место во Репортери без граница. Да, во рангирањето на Репортери без граници, денеска е оваа година 123-то место. Но прво околу најновиот развој на настаните околу судскиот спор со Сашо Мијалков. Тужбата за клевета. Да, тужбата за клевета на Мијалков покажа дека тој бара сега најновата сума е 16.000 евра. Да, максималното тоа што го бареше. Па тоа се надоврзува на оно што го говоревме за вчерашната слика од доделувањето на наградите. Вие кога исто во една држава не знаете што е реалност, а што е пародија. Значи, и толку се измешани работите, тоа говори уште повеќе за страшната состојба во која ние работиме. Ја спомнавте тужбава, нели, и жалбава, во која бара тужителот по висока казна. Значи, барем десетина колеги и пријатели се јавуваа кога веста ја објавивме на порталот Focus.mk, тие мислеа дека е тоа Коза Ностра, измислена вест. Пародија. А од друга страна, дел од, да речам, тие паравести, измислени вести во Коза Ностра на колегата Кокаланов, дел од луѓето, кога ќе ги постирате на Фейсбук, мислат дека се вистина. Тоа доволно говори, нели, колку слободата не е непостоечки проблем, како што сакаат да пласираат или да не убедат. Жалбата, да, согласно законот, имаа право секој тужител тоа да го направи. Во случајов, тоа што и, не знам, 1000 пати сум го кажала, и пред оваа власт, и со оваа власт, кога тужител за клевет или навреда, вие некој од највисоките ешалони на власта, немате шанси вие да се докажете на судот. Ако тужи па некој граѓанин, некој од нив, исто така нема шанси, дури ни ликот во судот да им го видите. Тоа говори за селективноста на судството, што би рекла своевиден апартхејд, во кои едни закони важат за тие мокните, а едни стандарди се применуваат за нас, нели, обичните граѓани. Односно критичари. Да. Што е за мене спорно, јас не поаѓам како се вика тужителот. Сум реагирала наназад 15 години на сите процеси што сум ги следела за клевета и навреда. Она што мене ме загрижува и сметам дека е алармантно, тоа се
ставовите на судот за овој случај. Значи, ние бевме тужени за пренесени изјави на екс-амбасадорот во Чешка Игор Илиевски. Ставот на судот беше прво што е јавен интерес, значи тоа што исчезнал амбасадорот, екс-амбасадорот, не било јавен интерес. Дури во судот, значи имавте реакција од судива, по секој ден исчезнуваат луѓе. Па вие каков е тој новинарски интерес да се занимавате зошто и како исчезнал? Тоа за мене беше шокантно. Втората работа, дали е сериозен извор на информации, еден многу тазе екс-функционер. Илиевски бил, тој е од 1999 во Министерството за надворешни, тој бил и државен секретар на МНР. Периодот кога ја дава изјавата за Фокус, мисламе само од неколку недели кога заминува или е разрешен и натаму слугува енигма. Да, значи во објаснувањето за пресудата стоеше дека па ние сме знаеле, тој не е релевантен извор, ние сме знаеле дека тој веќе е бивш функционер. Значи, дали некој што е бивш функционер не е релевантен извор, за мене е крајно проблематично. А второ, се наведува и дека Илиевски имал семејни проблеми, бидејќи и целата сторија е врзана во битката негова за детето. Нели, тој бил во... Да, се разведува. Да. И затоа што имал семејни проблеми, значи тој веќе и не бил сериозен извор на информации. Замислите, ви одите денеска на пресконференција на било кој, еди кој си, и треба да проверите дали има семејни проблеми. За да може да го пренесете. Мислам, карикира малку, но овие два моменти, навистина, ако треба да се применуваат како некаков стандард, се страшни за да се занимавате со новинарство. Ако ние треба да се претвориме во службен весник, само да пренесуваме соопштенија од владините служби, или евентуално сега е нели тренди во сива овие преродбинички години, а тоа е да удрите по опозицијата. Онака. Мислам, се што сакате можете за лидерите на опозицијата. За овие две работи реагираме. Меѓутоа, не знам колку постои свест во пошироките новинарски кругови, дел може да се радуваат, нели, зашто целта е и да се деградира, девалвира или уништи Фокус, и затоа се спинуваат најбесмислени некои работи, кои немаат врска со реалноста и со бекграундот на неделникот Фокус. Во првата присуда, кога беше пресудена 9000 евра, станува збор за таа сума, ви изјавивте дека со оваа сума, со оваа присуда може слободно да го затвориме Фокус. Ве цитирам. Да, некои ја сватија тоа се израдуваат, да ме кредно е да сгасне Фокус, и тоа не го крија. Јас токму во овој контекст ја дадов таа изјава. Ако се ова стандардите, значи, тужбите што ги имаше Фокус предходно, пазете, вие не сте имале дали еднаш годишно некој ќе покренал тужба години наназад. Последните оние 2 години, 3, тоа беше таква канонада во која 90% од тие тужби беа за пренесена изјава. Значи имавме тужба за интервју кога правите, поставувате прашање, вие ми поставувате, јас потоа ве тужи некој за прашањето во кое прашањето на пола ви е пресечено. Тоа е тоа што е најстрашно. Значи, вие не смеете да пренесете изјава. Јас ова го сваќам како порака од власта, која е врзана за нивното членство и нивните функционери. Да не смеат да излезат во јавност да проговорат за нешто. Нити ние како медиуми да им дадеме простор на тие луѓе. Значи, ние не собираме од улица луѓе кои не ги знаете, па тие можат што сакаат да кажат. Значи, напротив, доаѓаме дали релевантноста на изворот е, дали некој е соодветен и кредибилен. Бил инсайдер во нешто. Да. Како може владеачката партија, тоа сум го рекла. За нивните медиуми и за ВМРО-ДПМН е релевантен избор Љубомир Магаш, угледен член на Балканското подземје, нели, кој ќе зборува за шверцот во 90-тите. И 20 дена ќе држат пред. Значи, тие изјави,
Тоа е релевантен избор. Зошто да е Игор Илиевски нерелевантен и несериозен? Говорам за двојните стандарди што оваа владеачка гарнитура и незините медиумски поддржувачи ја форсираат веќе до будалаштина. Тој израз ми паѓа. До абсурд. Колку вкупно сега имате тужби? Односно во последните години? Не, од тоа кои се реобновени. Мислам дека уште една има. Само уште една. А претходно? Имавте голем број. И тоа се тужби, затоа реков 95% беа за пренесени изјави. Да. И овој втор процес, јас, како да кажам, не сум го ни споменала тој. Исто се тужи за пренесени изјави. Луѓето кои ги дале и ние што сме ги пренеле. И го знаете случајот со Антонио Милошовски, каде што целиот текст беше се во ред, немаше ништо спорно, освен насловот. А насловот беше, значи ова, според судските стандарди е клевета, како Сдруженијата на возачи станаа семеен бизнис на Антонио Милошевски. Тоа беше една метафорична, како да кажам, еден метафоричен наслов. Затоа што сметам таткото и братот се семејство. Јас тоа го објаснував. Доколку еден министер во ресорното министерство вработи 5, 6, 7 роднини, насловот би бил зошто си го приватизираше. Буквално не мислиме дека министерството било во процес на приватизација. Така да тоа е, нема други, но како што реков, зошто алармирам на овој план? Опасни се тие стандарди што ги дава судот, и второ, уште пострашно. Тоа е односот на судот кога тужат луѓе од власта, моќни луѓе, па дури и нивните медиумски поддржувачи. Она што е интересно, во сиве овие години ќе го видите, со која сигурност тие се закануваат со тужбите. Дузина од нив, кои ќе речат, кажи го тоа, нели, па ќе видиш на суд. Нивните новинари кои ќе најават тужба, тие се убедени дека ќе го добијат, и јас ви тврдам дека ќе го добијат. Не дали така треба да биде, судството си го чувствуваат како гранапче собствено, во кои без проблеми они ќе добијат тапија, судска тапија за дека тоа е клевета. И после ќе напредуваат во скалилата на кариерата. Велите постојано судство. Да. Не ги споменувате по име имињата и презимињата на судиите. Во времето на Батлер, американскиот амбасадор, тој направи една црна листа на судии, каде јасно беше прецизирано кои судии донеле проблематични пресуди. Јас ви говорам дека тогаш говореше за дека не постои, всушност тоа беше показател дека не постои независност на судството, напротив. Јас говорам зашто кај истите судии можете да видите друг судски аршин кога тужител е друг, кој не е од редовите на власта. Второ, меѓу тие пародичните нивни објаснувања кои ќе речат па судството е независно, бидејќи така пишува во уставот. Судството било независно според уставот и во времето на владите на СДСМ. Па тогаш како опозиција, Груевски и другите од ВМРО ДПМН тврдеа дека СДСМ го контролира судството. И јас сметам дека во сиве овие години партиите на власт што се редеа имаа контрола. Не можам да ви речам 100%, но се знае во кои случаи беше битно и можеа да средат. Како сега кога сте опозиција, не е битно што пишува во уставот, ја цените реалноста, кога вие сте на власт, тогаш како што пишува во уставот. А во уставот пишува дека е независно судството. Мислам, мене ми се ова смешни, но всушност не се баш смешни, бидејќи тоа ни се одразува во секојдневниот живот. Тоа се тие двојни нивни аршини, во кои потоа сака да не убедат дека нешто не е во ред со нас. Дузина случаи што се водат, што ние ги третираме како политички мотивирани, кога беа во опозиција, Груевски имаше и во тоа едно единствено интервју во 2003 за Фокус, кај што тврдеше дека и во времето на СДС тогаш имавме спектакуларни апсења и долги притвори. Јас сум пишувала дузина текстови за тоа. И сметав дека со таквото однесување на СДСМ, на власта на СДСМ, се стимулира една спирала на зло,
Тогаш и Груевски зборуваше дека такво душманско однесување кон поединците ќе им се врати како бумеринг некогаш. Меѓутоа, зошто сега не допира до нив дека и ваквото нивно однесување нив ќе им се врати еден ден? Толку зла крв има кај луѓето. Како новинар, како редакција, од бројни јавувања и доаѓања на луѓе кои се плашат нели да излезат и како да кажам, да ги раскажат нивните стории и проблеми. Гледате кај тие луѓе еден голем гнев и фрустрација од она што се прави. Со тоа што они ќе речат една замена на тези едно спинување, ако вие речете за притворот на Шиповиќ, немам грам дилема дека е политичко мотивирано, во кој ќе да бидете контра, значи вие го штитите криминалот. Па лудило, мислам, тоа е. Кој го пласира тоа? Ние во Фокус. Сиве години. Значи, не знам кој би можел, мислам, стварно е лудо да каже поинаку. Сме биле насочени, тоа ќе звучи контравласта, не контравласта, како што реков, опит да ја контролирате власта. Кон сите власти. Тие не можат, можеби, тоа да го избришат, но затоа се обидуваат да го деградираат, девалвираат Фокус на тој начин. Ние не сме професионални, па што сме штителе ние, кога сме ги критикувала псењата што ги спроведуваше владата на СДС. Сме штителе криминал. И тоа ќе ви го пласираат новинари кои во тој период биле со таа власт. Па тоа е уште по пародично. Репортери без граници? Не, да, и тоа беше изјавата тогаш за Фокус на Груевски. Не се свесни што прават и колку е немилосрдна природата и Бог кон неправдите. Јас сакам исто да ги потсетам и се согласувам со таа теза. И тоа се случува, бидејќи и таа влада фрустрираше веројатно луѓе, но ова е, да речам, на квадрат на куб издигнато. Меѓутоа, знам дека ниту еден ваков апел не допира. Значи, ние и кога работим и пишуваме, ја сум убедена дека нема ние да ја коригираме власта. Ние само ќе имаме последици од тоа. Но целта ми е со оние што не читаат и другите луѓе кои не дозволуваат нели да им го исперат мозокот, да размениме енергија дека ние она што го гледаме тоа е тоа, не е она што се обидуваат да ни го прикажат дека белото е црно, а црното е бело. Затоа и оние кои ги добиваат новинарските награди, еве конкретно од МИМ, знам 2 години, во 2011 добија колегите ваши од А1 со списоци. Лани доби од Алфа телевизија групата исто за партиските вработувања. Оние истражувачки истории кои ги добиваа наградиве, нема никаков фидбек во институциите на оваа држава. Тоа говори апсолутно. Добро, и последниот случај во новинарската сфера, во демократската, уствари во демократијата на Македонија е смената на Зоран Димитровски, кој за Фокус, како се има број на Фокус, даде интервју и дури и председател на ЗНВ Насер Селман, значи не е тоа изјава на Митровски, смета дека е станува збор за политички мотивирана смена, односно отказ. Тоа е точно. Сите овие случаи вакви, и казната, и смената на Димитровски, ќе носат уште по некое место надолу на меѓународните рангирања на слободата на медиумите. Сега прашањето е зошто ние со години паѓаме, а власта се однесува, што би рекол нели Груевски, се подушмански на тој план. Зошто го игнорираат тоа? Зошто ја ставаат главата во песок? Зошто се обидуваат да ги извртат работите? Знаете вие дека они оспоруваа секако вакво рангирање, најднаш и Freedom House, кои се тие, па тие не се релевантни, па овој најдоа Сорос го финансирал. И што со тоа? Како истите овие меѓународни организации, и Freedom House, и Репортери без граници, Amnesty International, и извештаите за човековите права на State Department беа релевантни кога владееше СДСМ? Зошто тогаш не ги оспоруваа истиве организации?
Така што секоја реакција од надвор, јас дури гледам дека ние прогресираме уште повеќе. После заминувањето на Дуња Мијатовиќ беше сменат Зоран Димитров. Па тогаш затоа реков веќе следниот ден. Да. И стигнажам. Тоа говори дека не, она што тие го има зацртано, јас имам една моја обсервација, а тоа гледаме дека за одредени луѓе или случаи навистина душмански се однесуваат, додека не ве видат буквално да ве скршат онака, да ве ничкосаат, ако можат. И било какви реакции од надвор, од внатре, не. Постои една таква жичка, што, меѓутоа, што да се прави? Ние она што го работиме, мене ми е чиста совеста. Ние сме доследни и во родувачката политика, со исти и еднаков аршин сме се однесувале кон другите. Тие сакаат да ве видат, не знам во која состојба. Онака, постои едно кривично дело, стално го споменувам, тоа е облюба врз немокно лице, значи лице кое не е способно да пружи отпор. Тоа е нормално за оние сексуални деликти. Но овде говорам исто така, што по немокен е, дури која е некој затворен и притворен, се покажува таква енергија уште повеќе ако може да го докусурат. Баш во таа смисла ја правам паралелата, облюба врз немокно лице. Сите ние сме на некој начин немокни, затоа што мокни се оние кои се со власта. И јасно ми е, свесна сум, дека ако ве земале на тапет, некој ќе тера до крај. Но ние немаме алтернатива друга. Како? Треба како да кажам, да се борите за оново што верувате. Ние сме, сега гледам, нели денови актуелно, просечно семејство кое може да си купува станови. Ние сме подпросечно, најподпросечно. И не ни останува ништо освен да се бориме за оново што веруваме, во принципите во кои веруваме. Проблемот со рекламите не го споменавте, тој беше и нотиран во извештајот на Стейт Департментот. Дека постои притисок токму на... Не само тоа, него, еве, вие не знаете. Знаете што? Значи, една од оние такви лудости што сакаат да ни ги пласираат, нели, ние имаме во овие 8 години цела една генерација израсната која смета, бидејќи тоа се пропагира од власта, дека тебе соочувања се, нели, нешто глупаво, непотребно. Исто така, основата што е во секој демократски систем, најлегитимното прашање и новинарски и на секој граѓанин е како се трошат народните пари. Вие гледате дека тоа ништо не допира. Сега дури се извртува дека еве тие знаат колку троши Фондацијата Сорос, а Фондацијата Сорос и дава јавен извештај, нели? Ама за народните пари не смеете да прашате. И истите тие, да кажам, луѓе кои представуваат власта, медиум или партиски луѓе, народните пари се легитимно да прашате само каде што има 2 општини или 3 каде што опозицијата владе. Ама на републичко ниво и за другите општини не. Дури сака да ви наметнат дека тоа е нешто настрано да прашувате вие како оваа власт, честна и пречесна, располага со парите. Владините реклами се провлекуваат и Фокус многу често пишувал на таа тема, одиме упорно. Тоа се тајна, не говорам за еве. Нели за владините, за рекламите на кои рекламерите на кои им е забрането воопшто во критички медиуми да. Па тоа се суптилни тие такви, нели, суптилни подземни како да кажам шеми во кои тешко можете вака црно на бело да докажете, но сепак владините се многу побитни. Значи фактот дека некој крие упор, не ги прогласува дури до класифицирана информација, повторно реков, како да излезен од пародија некоја. Како Монти Пајтон. Дуња Мијатовиќ кажа на пресот, дента пред заминување. Тоа беше првата тема, како се... Што се промени? Следниот ден излезен или некаков тендер за уште 2 владени реклами од колку беа 700 и кусури. Тоа сакам да кажам, дека ништо не допира. Не знам зошто, само тука ми останува дилемата што е тоа, дали сепак малку подсвесно сваќа дека тоа не е правецот во кој не е добро ни за државата. Не е добар правецот во кој се движи Македонија.
И повторно тие апсурди, значи владата милионски суми дава секоја година, се знае кои медиуми. Има еден смешен момент, например во пресудата Тито Петковски што го осудија за клевета на Груевски. Да, изјавата на Петковски беше преку Фокус. Ја видов пресудата од апелација, каде што видите за таква казна било битно, бидејќи е искажана преку вестник кој е многу читан. Значи ние сме вака со сега судски сотапија многу читани, ама не знаеме зошто владата не избегнува со реклами. Значи кој е критериумот да знаеме? Едноставно. И на тоа вие дневно да давате десетици илјади евра во одредени медиуми кои се ултра, не знам како да кажам, поддржувачи на секоја владина политика, да го правите тоа и кога се случи општината Центар Жерновски даде на неколку портали, излезе советничката од редовите на ВМ и рече, ова се корумпираат медиумите. Да заклучам, стварно не знаете што е пародија, а што е реалност. Добро, јас благодарам. Благодарам.